Сакам прво да ги информирам сите граѓани дека никако не станува збор за избори или за некаков инает, за одреден фиксен датум. Овде станува збор за нашата држава и нашиот народ. За подобро справување на нашата држава со корона кризата, со здравствената и економската криза предизвикана од вирусот, која што трае, а богами и ќе трае во периодот кој што стои пред нас. Затоа ни требаат избори што поскоро, не заради пуст датум и заради пусто партиско его. Затоа реков, ние нема да робуваме на датумите. За нас е многу важно да имаме на време избори, за да си ги вратиме институциите, за да институциите му служат на народот со полн капацитет. Ама институциите се за сите граѓани, и за тие што ја поддржуваат власта, и за тие што ја поддржуваат опозицијата, и за тие што никого не поддржуваат. Затоа е многу важно учеството на опозицијата. Апелирам, повикувам на одговорност, на рационалност и на конструктивност. Ова не е време како порано, кога на претходната власт и одговараа избори без опозиција. Не, демократијата во која живееме бара активно учество на опозицијата. Затоа јас нема да робувам на 5 јули и како датум да се држам фиксно до него. Имајќи во предвид дека и господинот Мицковски и јас повеќе пати спомнувавме дека е поприфатливо изборите да се одржат во среда, како неработен ден. Еве отстапувам од 5 јули и сум согласен изборите да бидат на 8 јули, среда, каде што понеделник и вторник ќе гласат болни, изнемоштени, нашите граѓани во самоизолација, граѓаните позитивни кои што се во болници и дома, а ќе се одлучат да гласат, сите хронични болни, повозрастните луѓе и така натаму и така натаму. Само заедно да обезбедиме учество на изборите, да учествува опозицијата, а сепак тоа да е во разумен рок, со цел есента да ја дочекаме со активно собрание и со политичка влада со полн легитимитет. Длабочината на македонското лето ја знаеме која е. На 43 степени, 330.000 пензионери со маски на лицето не е во ред да ги носиме на избори и да излегуваат на избори. Затоа е важно да бидеме рационални со делот на датумот. На есен почнува учебна година, нов економски циклус, нов можен бран на вирусот и нова грејна сезона. Мораме да ја дочекаме есента спремни, а за тоа се неопходно целосно функционални институции. Господин Мицковски, почитувано раководство на ВМРО ДПМН, еве правиме последната отстапка, а правиме отстапки од крајот на декември до сега. Прифатете го овој предизвик да излеземе заедно, подобриот, нека ја добија честа и од одговорност од нашиот народ и да ги вратиме институциите, да го вратиме парламентот, да ја вратиме политичката влада, ки требаат и на државата и на нашиот народ. Само така е одговорно и никако поинако. Со тоа мислам дека дадов и одговор на вашето прашање. Јас верувам дека денеска, како што имаме отворена комуникација, јас и господинот Мицковски ќе смогнеме сили и овој апел, еве, последен, ќе го прифатиме. Вонредната состојба завршува вечерва на полнок. Ако се прифати 8 јули, ќе го замолам претседателот на владата, Спасовски и министрите да се соберат касно во текот на денот, да свикат владина седница, да донесат предлог за продолжување на вонредната состојба од 3 дена, овој пат заради договор со опозицијата, немаме аргументи реално кажано заради економски причини да бараме вонредна состојба, но 3 дена ќе дадат правно разрешување на можноста токму на 8 јули да одиме заедно на избори.